Разрешениот директор на неврологија немал активна лиценца за работа, потврдија од лекарската комора. Му истекла на 15 март годинава, а барањето за продолжување го поднел дури минатата недела. Откако во петокот се појавија снимки како доктор Игор Кузмановски во домашни услови меша бела прашкаста материја и коментира за квалитетна дрога, од комората информираат дека ги разгледуваат сите аспекти и прибираат информации и документација од надлежните институции, што ќе бидат разгледани на органите и телата на комората во најкус можен рок, пошто ќе донесат одлуки и мерки што ќе се преземат. Во меѓувреме, министерот за здравство најави посебна комисија во министерството која треба да го испита менаџирањето на клиниката изминатите 2 месеци додека Кузмановски беше директор, а мој термин треба да провери колку пациенти и како биле лекувани од страна на неврологот во периодот додека лиценцата му била истечена. Вонреден надзор на неврологија прави и Државниот санитарен и здравствен инспекторат. И исто така понатаму после овој извештај стручна комисија ќе формираме баш заради тој дел, само тоа ќе биде втора постапка, втор чекор. Прво да видиме дали постапили колку пациенти има прегледано во овој период, процесирани. Понатаму да ги провериме кој тип и каков тип на услуги и понатаму вториот чекор ќе биде стручна комисија. После овој скандал кој повторно ја разниша довербата во здравството и предизвика бура реакции во јавноста, се поставува прашањето дали во склоп на систематските прегледи потребни се и токсиколошки анализи. Правно не знам дали може тоа да се дефинира. Јас би сакал како министер за здравство да има таков член во законот, но да ви кажам сега во кој закон и дали може тоа да се формулира. Тоа навистина не би сакал да ви кажам кога не сум сигурен дали може. Јас би сакал лично да имаме уште една институција која што ќе проверува освен стручноста и тој момент. Од денеска нов директор на неврологија е доктор Јован Божиновски кој работи на клиниката. И тој најави формирање на 2 интерни комисии кои треба да го испитаат административното и стручното работење на Кузмановски. Ќе се поведе дисциплинска постапка секако, меѓутоа ќе го почекаме и извештајот на ДСЗИ и стручната комисија на Министерството за здравство за да не изврзуваме, бидејќи се наоѓаме сепак во еден сензитивен период. Вчера преку Државната агенција беше објавено писмо за поддршка на професорот Кузмановски од колеги од клиниката, без подписи кои ги истакнуваат неговата висока стручност и успешно менаџирање. Денеска новоименуваниот директор рече дека не знае кој стои зад писмото, но потенцираше дека истото не е од стручниот колегиум на неврологија. Александар Динев, Сител телевизија.